Со многу убава тема го заокружуваме денешното издание на Македонија наутро. Зборуваме за голем успех на македонските спортисти. Именно втор пат поред македонската репрезентација во Counter Strike победи на светскиот турнир кој се одржа во Бали, Индонезија од 7 до 11 декември. Победата врз Монголија беше клучна за златото. Какви се впечатоците непосредно по враќањето од Бали, дознаваме од Иво Спасевски, генерален секретар на Македонската еспорт федерација, Павле Стојановски и Јане Апостоловски. Добро утро и добро ни дојдовте. Добро утро, најдобро. Да разграничиме на почетокот. Атлети или еспортисти, како е правилно? На различни прочитав? Така, добро, за да бидеме прецизни, да. Од 600 надпреварувачи од 100 земји, да се биде најдобар 105 земји. Поголем успех, здравје. Така. Добре ни дојдовте, дечки. Добре ве најдовме, фала на поканата. Добро утро, добар ден на сите. Секако да си останеме на зборот. Минатата емисија кажавме дека ќе се вратиме со светско првенство. Така да, еве да си останеме на зборот. Го одбранивме трофеот. Повтор пат сме светски шампиони, 2 пати европски шампиони и се надеваме следната година на трета среќа. Така, мора да забележиме дека за време на турнирот репрезентацијата на Македонија имаше и падови и секако порази, но мораше по потешкиот начин да оди кон одбрана на тронот, но она што е најважно е дека на крајот успеавте во тоа. Кон патот до големото финале Македонија беше поуспешна од Аргентина, Германија, Русија и Индонезија. Ајде малку околу тие предизвици. Па еве, тука се и играчите, тие можат да кажат фактички од нивна страна како изгледаше тоа. Јас можам да кажам од навивачка страна како изгледаше, од другата страна. Секако дека има падови, меѓутоа ние сме сериозна репрезентација во СИЕС, тие се професионални играчи. И мислам дека најдобро се снаоѓаат под притисок и тоа го покажа на ова светско првенство. Имаме фотографии кои што доколку се подготвени можеме и да ги видиме, кои што се всушност од првенството и говорат за тоа како помина се. Она што ме интересира, расте ли бројот на млади кои што се интересираат за спорт? Овој успех е радосно, генерално и поттик за сите оние кои што ги интересираат игрите. Така, јас можам да кажам од страна на федерација, Македонска еспорт федерација, дека од минатата година, од минатото светско првенство до ова светско првенство, во размер на гледачи и играчи, бројот ни е зголемен за дупло. Добро. Моментално ги немаме точните бројки за да кажам, мислам дека се околу 3000 играчи моментално. Што е добра бројка. Да, што е добра бројка. Се залагаме за повеќе. Во оваа прилика сакам да ги поттикнам и сите други кои сакаат да основаат клубови, значи спортски клубови по еспорт. Колку ги имаме во моментов? Во моментов ги имаме 6. Во преговори сме со уште 3. Било каква помош да им треба, било што да им треба, тука стоиме на располагање сите од Македонска еспорт федерација. Слободно на нашата веб страна можат да ги прочитаат кои се потребните работи, таму е и официјален статутот. По статутот на Македонската еспорт федерација, сите клубови треба да се, исто како и другите спортови. Би сакал во обидел да ги слушнеме малку Јане и Павле. Очекувавте ли дека ќе успеете да го одбраните златниот медал? Каква беше конкуренцијата на самиот турнир и како се чувствувате во моментот кога ви ја соопштија веста дека всушност сте двократни светски шампиони? Ще предодиме на турниров. Ни очекував, мислам, тоа ни беше и цел да стигнеме барем до финале, ајде да го освоиме. Сам бевме чисти фаворити, според мене, да го освоиме. И тоа се оствари. Чувството беше неописливо, што го освоиме. Го знаеме од лани чувството, а и од оваа година европското што го освоиме. Тоа може да кажам. Јане? Ние во овој турнир, бидејќи веќе со пристигнување таму, веќе бевме квалификувани за
завршницата, односно топ 8. Очекувавме добра завршница и ете се случи всушност најдоброто, така што го освоивме турнирот. Како што кажа Павле, чувството ни е познато, но беше, мислам дека уште поубаво, затоа што по втор пат се случи и затоа што имаше поголема конкуренција, која што стварно звучи подобро за сите, така да стварно беше неописливо чувство и ете, преубаво е да се доживее нешто овакво и да се даде поттик на некои помлади генерации за да знаат дека Македонија може да успее во еспортот. Што подразбираат подготовките за едно светско првенство? За едно светско првенство подготовките се такви што првин се тренира индивидуално. Сите пет играчи се тренираат индивидуално, да се индивидуално спремни. Во клубови, дома, како е тоа организирано? Може во клубови, може и од дома. Ние, например, трениравме во клубот на Македонската еспорт федерација, која што ни овозможи, ни дозволи да се спремиме доволно добро, за да можеме да настапуваме на тој светски мундијал. Но исто така подготовката за светското првенство е таква што се гледаат и противничките тимови, односно се прави стратегија за како полесно се победат. И во овие првенства, но и генерално на овие надпревари во игра се големи пари како наградни фондови, што е голема можност, особено некој кој што е аматер, да станат професионалец и впрочем да се надпреварува за наградни фондови кои што некаде се поголеми дури и од 20 милиони долари. Така е. Големи пари се во игра. Големи пари се во игра, меѓутоа големите пари ќе напоменам, многу е сватено лошо во општеството кај нас, дека мисля дека сите надпреварувања, сите турнири се толку многу платени. Милионските турнири најчесто ги организираат изведувачите на игрите, изведувачките куќи на игрите. И најчесто тие ги водиме во еспортот како Лига на шампиони, што е во фудбал, така е тоа е клубско надпреварување. Тука не настапуваат национални тимови и слично, тука само клубовите настапуваат. И иначе многу голема одскочна даска е националните надпреварувања, бидејќи на националните надпреварувања има голем број на клубови кои учествуваат таму, дали со нивен национален тим или дојдени се да бараат нови таленти од светот, така да поттик еден за повеќе да тренираат и да се пријавуваат за надпреварување. Тоа е стандардно како во другите спортови, можеш да купиш играч да игра за друга репрезентација. Да, секако. Еспортот е многу скап спорт и тука треба да сме на чисто, треба да се овозможени апсолутно сите услови за да може да се вежба пред да се отиде на првенство. Споминавте дека во федерацијата ги имате овие услови, но има ли генерално поддршка од општествено одговорни компании? Се сваќа ли сериозно во моментов еспортот? Државата, мислам дека со Агенцијата за млади и спорт има учества. Државата има, голем поздрав до Агенцијата за млади и спорт, директорот и сите вработени тамо, кои ни овозможија и ни помогна да патувањето на светското првенство биде полесно за нас. Меѓутоа и ги охрабрувам општествено одговорните фирми да во следната година малце повеќе се залагаат да научат што е спорт и би ги поканал да во нашата федерација на состаноци и слично за следната година на светското првенство. Еве и тука ќе кажеме дека следната година ќе во Ијаши во Романија светското првенство и ќе се одржува, мислам, крајот на август. Има фондови односно пари за првенството обезбедено или? Моментално не, чекаме нормално новата календарска година за буџет и слично од државата и нормално да бараме и општествено одговорни фирми кои сакаат да не спонзорираат.
Верувам ќе се согласите со мене, 2022 година беше успешна за еспорт федерацијата. Го споминавте светското првенство за нареднава година. Кои се останатите предизвици за 2023 кон што се стреми репрезентацијата? Така, репрезентацијата се стреми кон, значи ние како федерација се стремиме следната година. Оваа година отидовме со 3 екипи на светското првенство. Следната година сакаме да смогнеме сили да отидеме со повеќе екипи. Значи да настапуваме во повеќе игри. Да не е само Dota 2, Counter Strike и eFootball. Би сакале да настапуваме и во мобилните игри. Ќе има следната година ќе има и околу 2 или 3 мобилни игри. Кои секако после нова година ќе ги издадат и ќе се официјални. Така да имаме национална лига, првично започнуваме годината со национална лига, па после националната лига имаме европски првенства, па после европските првенства имаме регионални за светско првенство, па се надеваме дека и на ова светско првенство на следново 23-та ќе освоиме прво место, ќе одбраниме титулата. Богата агенда за 2023-та, Јане Павле, некоја индивидуална желба во поглед на надпреварите и успеси кои би се постигнале во периодот кој следува? Освен овој актуелниот Златниот, кој што веќе го видиме, да. Индивидуално според мене да го повторим истиот успех што го имавме оваа година. Тоа е Романија сега, така следната е. Па не знам дали сега прво европското. Да, прво е европското првенство, па регионалните средби, па ако се квалифицираме на регионалните средби, одиме на светско прва првенство. цел ни е логично, европското да го освоиме пак ова година што го освоиме, па се надам дека и светското ќе го освоиме. Целта за наредна година, односно за 2023 е тоа да првин сме подобри како тим, да покажеме уште понапредно ниво и потоа со секој одигран турнир да и на клубско ниво и на национално ниво да биде со што подобар резултат, односно секако најдобриот е да се освои. Би сакал да се зголеми бројот на освоени турнири и да направиме Македонија што по-горда и да дадеме на значење на еспортот за да имаме што повеќе генерации кои што се залагаат за еспортот и да имаме нови таленти. Покрај сите овие непријатни настани во секојдневието, многу ми е драго што годинава ја заокружуваме со еден убав. Го подигнавте стандардот и нивото, знаете, нели? Кога еднаш веќе ќе донесете злато, не се очекува ништо помалку. Ние очекуваме тоа вам ви обврска повеќе, но верувам и голем мотив за годината која престои. Благодарам многу. Благодариме секако за гостувањето. Честитки уште еднаш за успесите и посакуваме да се множат и во иднина.